Социјалдемократскиот сојуз планира да ја користи полицијата и државниот буџет за да влијаат врз волјата на граѓаните на предстојните локални избори, обвинува ВМРО-ДПМН. Од партијата тврдат дека имаат свод анализа од штабот на СДСМ во Киселавода, според која власта планира да ги користи Министерството за внатрешни работи и државниот буџет за да влијае врз гласачите, потек кој Спиро Ристовски го оцени како тежок скандал и криминал. Покрај полицијата, СДС смета дека на овие избори втора главна работа е употребата на државниот буџет во партиски цели на СДС, за да корумпираат гласачи, за да притискаат гласачи, заради социјална помош, заради субвенции за земјоделците, заради платите и заканите од отпуштања. Срамно и недостоинствено. Ова е уште еден доказ колку се слаби и колку и тие самите се свесни дека народот не ги одобрува нивните штетни политики. Па сега посегнуваат по злоупотреби од најголем вид. Сакаме ова да го истакнеме за да укажеме со какви услови се соочуваме и јасно да представиме дека СДС нема намера за фер и демократски избори и бараме одговорност. На совеста на Државната изборна комисија, јавното обвинителство и меѓународната заедница е дали ќе реагираат на овој тежок, навистина тежок скандал или ќе се обидат при очи да се прават дека ова не го гледаат. Вртоглав пат на рейтинзите на Социјалдемократскиот сојуз покажуваат и резултатите од најновата анкета на Институтот Павел Шатев. Повеќе од половина од испитаните граѓани, односно 52,1%, одговориле дека не се задоволни од досегашната работа на новата влада. Скоро 21% сметаат дека главна одлика на новиот тим на Илинденска е неспособноста, додека 15,3% веруваат дека ја продале државата. Скоро половина од испитаниците во анкетата сметаат дека ВМРО-ДПМН имаат подобра изборна програма, наспроти 20% за Социјалдемократскиот сојуз. На престојните локални избори 37,8% од испитаниците сметаат дека ВМРО-ДПМН ќе извојува победа на изборите, додека 20,7% велат дека победата ќе ја однесе Социјалдемократскиот сојуз. Доколку следната недела има избори, гласот за ВМРО-ДПМН би го дале 26,7% од испитаниците и 18,8% за СДСМ. 27,2% се изјасниле дека претседателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски ужива неголема доверба кај граѓаните, додека на Заев му веруваат 15,6% од испитаните граѓани.